Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Кахов Муавет. Денеска сме тука со, за мене, искрено специјален гостин. И за мене. Не очекував дека ќе дојде овој човек на нашиот подкаст. Васил пак го нема, ама ајде да не се повторуваме секоја епизода зошто, шо, како. Битно добре дојде господине. Добро ве најдов господин. Фала што дојде. И ќе си почнеме лабави теми си имаме. Немаме нешто спремно посериозно. Мојата омилена. Твојот омилен? Еве моментално гледаме Џоковиќ Алкарас. Ова кога ќе се стаи на каналот ќе биде поминато утакмица, ама Тој светско ракомет ќе заврши. да, ама ние битно моментално да кажеме дека гледаме. Еве сега ќе заврши нешто Џоковиќ туде тука. На мјут ни е стајано, ама нема врска. Затоа не слушаме. Добро, вака сега. Јас колку што успеав да се спремам, ќе зборуваме нешто за спорт, ти се согласи за тоа. Можеме нешто ако сакаш за религија, за такви Може. некои, Може. нешто ако сакаш актуелни теми, политика нешто. Политика Трамп, не еве ќам. сега, Политика бегај. Не икеш Не ќам политика, добро. Некои такви теми може да чепнеме ако сакаш, ако не религија, спорт, Може. тоа е тоа. Може. Реално религија е битна тема. Најбитно, според мене. Ако сакаш еве за тоа ќе почнеме, па после за спорт ќе Не, продолжиме. после прво муките да си ги кажам, па Прво после- муките да ги кажеш, Да. така. Играш активно фудбал Играм. во клуб, нема Да. да кажеме кој. Не е битно сега. Не е битно, ќе го видите здравје ако ќе игра у прва У лига. репрезентација. Да. Така, кажи само прво на почетокот кој си, што си, зошто дојде, зошто прифати, како се знаеме, некој вовет, мал, Вовет, а? краток. Значи јас сум Коста, другар на Климе. Дојдов во подкастот пошто ме покани, сакаше му бидам гостин да збориме за фудбал, такви работи, за спорт, за религија, За се. за се, само се. За се. И што друго да кажам, фудбал играм активно. Активен Више, спортист и активен 2,5 пушач. години, активен пушач и активен Тоа ти наркоман за дава, кафе. тоа ти дава екстра Екстра енергија. ми е допинг. Го завршам као Погба, ама нема вeze. Така еве сега ќе пиеме кафе како и секој подкаст и после ќе идеме да ја гледаме Македонија, пак ќе пие, не, пиво рековме дека ќе пиеме. Не, пиво се пие со такмица се, не заебај. Да, пиво и некои пуканки. Кај не пукам? Нема чипс нешто. Ќе Што ни ќе ни донесат дадат нешто. кафи што? Леблеј би и некој од лани што има стана. Кажи сега ти ќе почнеме одма во фудбал навиваш за црвените гаволи. Црвените паченици. За сега не се баш ѓаволи оваа сезона. Не им иде. Не им биде 2013 па на. У превод. Уточен превод. Не види, не смеам ја да се смеам, пошто кој сум ја да се смеам, навивам за Барселона. Немам освоено Лига Види. шампиони да не кажам од која. А ја да Срам кажам е. од кога? Ама ти добро види, ти барем Премиер Лига ова она нешто тука. Таа е Премиер Лига. Да ние пак ја освоиме. Мислам дека Премиер Лига да ќе се сменат од сега уште 15 нови клуба ги играат во Премиер Лига. Од оваа година? Не. Да е Последно. правамуавет ние кога ќе ја освоиме. Значи тоа ти зборам Значи, за далеч 10 на години. далечни дни. Значи не е до тренерот, како што вика. Види, едо тренерот, не викам дека не е, пошто реално Тен Хаг имаше некои, ајде да кажам, почетнички тренерски грешки. Пошто ние кога, пример, водиме со екипа како Барнли лани, нека ти текне кога ни ја свртеа. Значи он на 1-0, он се затвара, фул. Значи буквално го игра стилот на Муринјо, само во малце полош издание. Како нашиот Валверде. Затоа може и не Па. успеавме со него у Лига шампиони. Па ви, да. Тука негде. Значи, Сличен стил. у Премиер Лига така за да добиеш такмица, прво ти треба да имаш среќа, нема. Пошто си реално сите знаеме Премиер Лига Премиер каква е, Лига, да. текно. Не можеш у Премиер Лига да играш дефанзивно никако, Не. поготово мислам на резултат. Многу пати сме збореле ја и ти во приват и искачања или што и да е. Сме збореле дека пример
Барса, Реал или кој да е, ако одат во премиер лига нема да освојуваат секоја прва, втора година. Па, Секоја втора многу е година, различна да бра, речем. шпанската од Затоа што шпанската, може би некој ќе се бунат што се фанови на шпанска лига, ама шпанската реално е меѓу, па да не кажам два тима, ама три тима нека бидат. Шпанската е брат Реал, Барса и Атлетико. И тоа Атлетико на секој 5-10 И години. еве да ги кажам сега Билбао, што Реал Билбао и Сосиедад. Сосиедад нешто оваа сезона, ако нешто замачка раце, ама чисто сумњам. Пошто реално го немаат тој квалитет и да продолжат ова темпо. Мислам, Барса и Реал пак ќе си бидат на крај што ќе се Да. бркаат за титула. На почетокот личеше убедливо Барса, еве ја ќе си кажам за мојот тим. Ама сега после едно колку 6-7 утакмици поред имаме само 6 бола. Така нешто. Од последни 21 бод само 6 бода освоени и од 8 бода у плюс ние сме сега 7 бода у минус. Да, значи Колапс се случи. Ама добро, освоивме трофеи, не се жалам. имаат тука многу работа вршат повреди, прва работа. Да, ама повредите завршија за нас. Добро, Ние тоаш- ама пак тие кола, значи кога колку газевме- и фалеше Јамал. Да, Реално, добро, нереално нормално, види, да. не пратам многу шпанска. Мислам, Да, ти си ја по премиер пратам, лигата. да, али не ја пратам сега кој утакмици ги играше Јамал. Шубина заврши Џоковиќ. Или 5-3 беше. 5-3 беше. Ништо чудно и да заврши го. Моја дада служба. Ама не вика your event is starting soon. Појма немам, не ни видовме дали заврши, кога заврши. Не е битно, ќе видиме Не. после како завршил. Ти следиш премиер лига поише, тоа почна да кажеш. Ја, брат, само премиер лига следам, зборам активно што ја гледам. Ги пратам сите лиги, ама не ги гледам. Да. Значи ги гледам кога имам време, а вака премиер лига, значи не можеш да пропуштиш. Секоја утакмица ти е интересна премиер лига. Мислам дека таму фаворити нема против кој да играш. Гледаш се дешаваат киксови на Сити, на Ливерпул со слаби екипи. Па ете, Юнайтед не ги ставам у тој кош. Пример. Што реално не се за тој кош. Еве ги Арсенал им се повреди клучен играч. да, не може- Арсенал таман што им тргна кикс. Таман што им ќе им тргне кикс. Види Арсенал како екипа ги сакам, реално ти правам муабет. Не е да ги мразам. Али мислам дека Сити или ја ги мразам Сити, брат, нормално ривали им се. И Ливерпул. И Лиц. Али има и други екипи што ги мразам од премиер лига по стилот на фудбалот што не можам да го смислам. Добро, ама тоа се менја од тренер на тренер. Се менја, да, ама сега моментов тоа е. Ти тегна тоа е, не Да. можеш да го смениш тоа. Ево, Тој им е стилот на играта, играчите се навикнати на тој систем и не можеш да го менјаш. Да, ама еве го пример Челси. Играше многу добар фудбал до пред 2-3 кола, сега почна да кикса наеднаш, да паѓа. Па, Се исклучи. со таа екипа никад не можам да знам што се деша. Најнепредвидлива екипа во премиер лига е Челси по мене. Во сезонава или општо? Оваа сезона. Значи они може да тепаат пример 3 кола да ги играат она на врхунско ниво и наредни 3 со екипи на пример како Ипсвич, како Саутемптон, да ги губат да мислам. Дали немаат што знам, не знам за таа екипа што Челси се ми личи како едно време Барселона 2019-2020, кога беше све на Меси, истото Да. и у Челси све на Кол Е па Палмер. на Палмер, на Палмер. Така Не, ми личи некако сезона. Палмер ако и го нема, лани го нема исто. Челси. Да, и Го лани. еди у Арсенал, значи заради тоа немаат константност играчите, значи А кој се повреди у Арсенал? па има доста, значи се повреди сега Хесус се повреди, Сака не игра, Добро, Хесус, мислам не им е да толку. као што знам и Салиба не им игра. Салива Те и с- Сака им се пребитни, најбитни може. Добро, им се Салиба врати као Тимбер, штопер. Тимбер е одлично дефанзивен играч по мене. Можда и најдобар дефанзивен десен бек моментално во премиер лига. Сакам да ми кажеш вака за Юнайтед. За Што пример, се интересира? ме интересира
пред да, значи вака малце депресивна тема за тебе, Не. ама после ќе ја свртиме на весело, ќе збориме малце и за НБА, Важи. пошто рековме за спорт. Ме интересира прво што мислиш што треба да се смени за Юнайтед да почне да биде тој тим што беше. Прво и основно би почнал од нормални скаути, пошто реално Юнайтед тој скаутинг тим што го викаат, нели? Да. Купуваат играчи што реално у сезона не прават за дале, значи у сезона, како на пример Хойлунд, што го купија, значи даваш Колку толку 5, пари, 6 милиони. 6-5 милиона. Значи даваш толку пари за играч што имаше дадено пред да дојде у Юнайтед, значи ти правам таа сезона 9 гола. Која лига играше он во Австрија? Не бе у Аталанта играше. Да. Значи 9 гола во 36 или 37. Ако мислам, што реално и тоа ти правам италијанска лига. А рачуне доаѓаш од таа лига у најаката лига у Лига, да. свет. И што ти не можеш да очекуваш од Хойлунд дека он е играч што може да дава преку 20 гола. Италија, мислам моментално кога го збориме ова, Италија мислам моментално втора најдобра. Мислам шпанската падна малце. Па види, во Италија се повеќе клуба што се борат за нели титула. И плюс и у Европа се подобри. Плюс Ради да. Реал и ради Атлетико паѓаат, плюс не знам у Европа лига што се случува. Во Европа лига еден клуб е само Фиорентина, ама Не мислев од шпански. шпанските Сосиедад е тука, како што знам. Солидни се. Не е лошо. Вилјареал не знам дали Устори уште не можеш да знаеш кој ќе пројде таму. Па не Каша знаеш попара е, зашо да. уште 3 кола, не, уште 2 кола. Две кола има тука. А конференцијска заврши таму. Конференцијска заврши. Челси се прославија. Едино таму. Колку има 8 од 8, види 6 од 6, таму не знам колку кола има. 8 мислам. Пошто порано заврши, нели? Сега веќе готова, овие имаат уште 2 Мислам кола. дека 7 или 8 сигурно. Или ги напикале поише утакмици, па нека играат. Ги напикали изгледа. Што ги знаеш? Значи, за Юнайтед тоа треба да се смени. Значи Скаутите- најпрво, сега ако почнам да ти кажам до утре можам да те зборам што треба да се менја. Добро, види ќе збориме и друг пат, уште еднаш ќе те викнеме, само не е за брзо време. Затоа што и сега и малци и времето ни е тесно, сакаме да стигнеме и Македонија да ја гледаме. Да. Ама така еве да ги воведеме гледачите малце, па ќе дојдеш пак, вајда. Како што го бараат Томато, мислам дека и тебе ќе те бараат. Да се надеваме? Ајде. Да се Ја надеваме? мислам така. Да ме барате. Ставите лайк, со Томато поставивме граница 25 лајка. Моментално има... Ова видео? Да, не, ова видео ќе видиме сега, ти кажи која Ова бројка. видео ја колку викам над лајка. 50 лајка ги. Над 50 лајка? Над 50 лајка. Ајде да видиме. Значи, ако нема над 50, не се враќаш. Не се враќа. Готово. Со Томато Пазете поставивме... што правите. Со Томато поставивме граница 25 и мислам дека сега моментално има 22-3, што значи Томато кај да ќе се врати пак. Значи за тебе да очекуваме чим се 50 лајка враќање таму негде у новата сезона Премиер лига. Кој ќе освои Юнайтед? Значи за 7-8 години. Од не, од август негде септември ја мислам. Ама ќе видиме тоа, здравје. Само Ја чим ќе те рекламирам ќе имаш. ќе има? Ќе има. Ајде да се надеваме. Викаш скаутите и друго нешто го сменија сега управата ја сменија целосно. Управата е смената, да. Значи- Значи целосно е смената, нели Вудвард што отидоа. Тие Што глизици. дојде Радклиф, нели? Да. Си замина конечно. Конечно. Малку олеснително, ама Дали е полеснително или потешко? Време да ги покажа. види моментално не знам кој е 12 Моментално- или 13 ли. Моментално работата што треба да ја завршуваат. Да кажам на време, оние да го влекуваат до последен момент. Како Македонија. Што реално Реален муав. Па реален тоа. Што реално за таков клуб како што е Манчестер да завршат значи еден трансфер што го договараат уште од почеток на трансферот, Од кој сме кога денес дојде- 21-ви, така? Па не, од кога дојде Аморим го договара. Од- Сите знаат за кој играч станува збор. Не зборам за Джокер. За Џокереш, не? Не. За кој?
правиме обид за Доргу. Не го знам тој. Доргу од Лече, брат. Како ајде да кажам Што игра? wingback е. Аха. Тоа што нас ни треба во моментов највише од сите позиции, да имаме на левата страна, тој модерен што го викаат, нели, wingback. Модерен фудбал. Сега Да, зашо Аморим игра 3-4-3. или 3-4-1-2. Јас мени формацијата Или цела. 3-4-1-2, зависи. Ама сите очекуваат од него одма резултати. Види, ако правиме реален муабет со овие играчи и со оваа хемија што има во моментов, тоа е невозможно. Резултати дури Поготово не во премиер лига, значи не е возможно, значи кој сака да дојде, значи Гвардиола да дојде во моментов, на него не му иде. не е возможно, значи да ги има тие резултати што се очекуваат. Што се очекува, да. Пошто реално Юнајтед моментално во екипата се дешава некое тешко срање, не знам што е. Ја мислам Благоја Милевски. Тој ќе не опре, тој дефинитивно ќе не опре. Ако не опре оваа година, ќе не опре кога ќе стигнеме у четврта лига. Дали мислиш дека ако значи дојде, нели Аморим дојде, ги победивте Сити, се прославија како да е лигаш, не знам, како да е победа пред титула. Финале некој. Види, нормално е дека тоа ќе се дешава, пошто ипак е нели дерби манчестерско. Да, ама сакам да кажам, после 5-6 кола поред, 10 или колку и да беа, не знам, од таа победа, дали една победа имаше? Една со Саутемптон, како што памтам ја. Или можда уште една. Имаше, значи, у премиер лига, да, една е само со Саутемптон, не? Другото е све пораз или нерешено. Да. И со Евертон 4-0. Да. Али И УЕФА кој победија Арсенал. Али, еве ќе кажам, значи, им взимаш бот на Ливерпул на Енфилд. Да, да. Значи, Тоа и исто тоа, така. и тоа Ливерпул си извадија у последни моменти, што знаеш што се деси со Магуајр, Да. што промаши. Видов. Плюс ги сфрлуваш Арсенал на гости со црвено 60 на минут. И тоа брани некој си што ја прв пат го слушам. И тоа брани што човекот реално и заслужува да биде прв голман на Манчестер, помен. Колку години имате? Како се викаше? Бајндер. Колку години? Не знам точно колку има. Мислам млад ли е или Не, млад е. млад, тоа викам дали е млад. Нема значи, повеќе од 20, сигурно. Па значи има иднина. Има. Значи во него има иднина. Треба само да му се даде доверба. Да, и да има кој да работи со него. Што е основно. Па да, Например, како што е голманот за кондицијски тренинг у Реал што не е сменет 30 години. па, И не, затоа и такви играчи ще искачаат Ќе во Реал искачат. кога ќе дојдат. Затоа кај нас нема такви например. Затоа што ние тие кондициони тренери ги менјаме на секоја сезона. Тоа е Ке дојде Аморим, ке донесе со него нов Да, нов тим. како се вика тоа. Дојде Тенхаг, донесе фул специјалци од Холандија, тие све се овој се водоводжи, само кондиционен тренер не ти не можеш ми кажеш дека еден Гарначо не може да истрча 60 минути у такмичење. Овие си ги донесе португалците или Донесе двајци и ќе донесе сега уште двајца. па ајде да се надеваме дека Юнајтед ќе почне да игра. Види Така тоа како што што го се очекува. што го направи Аморим со Спортинг реално и не е мала работа. Значи, он оваа година цела пред да дојде Юнајтед беше непоразен. Да. Ги доби Сити на гости, тоест дома 4-1 Лига шампиони. Значи човекот направи хемија у екипа страшно. Добро се гледа дека знае што работи и како работи, ама и сам си кажа дека ќе има бура у Манчестер, на Олд Трафорд подоше. Тоа сите го знаат. Пошто пола е или Пошто пола. да, Манчестер го нема, значи тој менталитет што некогаш. Значи во времето на Фергусон, ајде да кажам, значи овој пат у игра што го имаат, нели моментално, тоа го немаш. Значи нема шанси ти кај Фергусон да изиграш лоша утакмица. Ти автоматски после 5 утакмици седиш на клупа. Дека ти текне што се деши со Бекам и со Роналдо. Значи такви двајца играчи да Роналдо, ги избркаш од екипа. Стварно да треба да си Роналдо го избрка? Ама Он го даде ама уствари.
Не беше бесплатен трансфер. Не беше без. Ти таков играч да го дадеш, треба стварно да си не знам. Па, Господ. Флорентино Перес баш за тие работи е многу паметен, само што баш пред некој ден прочитав многу голема глупост направи пример со Хакими и со Тео Ернандес. Што ги избрка толку рано. Мислеше дека нема да има резултати со нив и Па види, тоа е тоа. по ова што го гледаш моментално, мислам дека Тео у Милан ја игра една од подобрите сезони. Ова реално го правиме мове. А Хакими треба да излезе од тој проклет ПСЖ клуб. Хакими, јас, значи, ПСЖ кога и да видам, ја Хакими не го гледам. Па не, ПСЖ што тие Го имам гледано во Лига Шампиони сега со Сити игра, не ми текну. Не игра со Сити. да, ама сакам да ти кажам ПСЖ кој да однесе ќе го оспадат лигата. Не е више толку конкурентно. Па, види, па нема, Француска ти е еден клуб, или евентуално сега може да еве Марсеј ако успее нешто да вмеша прсти да бидат како Тешко. нели две екипи. Али колку Марсеј ќе продолжат колку ќе можат усвари да продолжат ова темпо, нели? ПСЖ носат играчи само за Лига Шампиони да можат да освојат и сега Види, нема никој ПСЖ да ти е освојат, екипа што брзо време нема да освои Лига Шампиони. нема да освои Лига С ким Шампиони, го тоа е дава 100% Ембапе? сигурно. Значи они не успеа со Меси, со Неймар и со И со Ембапе. Ембапе да ја земат и тоа пази. У средина го имаш Верати. Има страшен Значи состав. одбрана Тиаго Силва им беше и Маркиньос, што реално е предобра одбрана. И на клупа Бекови ги имаш Хакими и кој им беше уште Нуно лев? Мендес. Да, Нуно Мендеш, И голман Донарума голман И Серхио Рамос, и Рамос башка, да. лидер, како лидер, мислам. И они таа година не ја освоја, а сега не знам што бараат. Сега ништо, сега ќе си испаднат како што се гледаат работите. Види, значи максимум ПСЖ, справа муаве да имаат среќа до него. Значи максимум по мене полуфинал. Мој очекување. Од ПСЖ. Видиме. Ќе видиме. Зависи да ти правам муаве среќа какви ќе имаат уж древо, нели? Нека Ќе треба правиме среќа у муавет. спортот. Ќе правиме муавет ние и на приватно, ама ќе правиме муавет вака и пред камера здравје таму кога ќе се стигнат тие лајкови што ги кажа ти, Да. како граница. Сакам да направам сега една динамична пресвртница, да ја речеме. Нема да почнам одма со НБА, за тенис знам дека си за Џоковиќ. Цел живот. Мислам, у Македонија 99,9 луѓе се за Џоковиќ, ама не знам дали виде преска, победил. Видов, што 6-4. ни го прекинаа. Значи полуфинали и вајда Вајда шампион. шампион, пошто не знам Зверев колку може да се протистави. Па, Зверев не е лош. Не е Го лош, имам пратено, ама Џоковиќ го има менталитетот. али Џоковиќ тоа што го има знаење тениско, мислам дека Зверев не е ни до пола. И плюс ја има публиката. И плюс публика. Срби да не Значи, кажам колку живеат таму. Да. Значи, како и да е цел моментум е на страна на Џоковиќ. И мислам дека Зверев највише шанса за Гранд Слем, он што си ја пропушти тогаш во US Open Да, кога во освои US тим, Да. ама мислам дека највише следна шанса има секогаш на Ролан Гарос, пошто таму Па, секогаш иде оддалеку. Само што сега дојде Да. нов играч, а тоа е Алкарас. Да. Таму едино, иначе Така да ќе видиме како ќе оваа заврши. година мислам дека Остава Зверев опет. нема што да бараат понатак. Шо, за Гранд Слем? Ќе биде пак Синер, Џоковиќ и Алкарас. И Алкарес. Тие? Тие се тие тројца. Па реално- Ќе стане Big 3, само истиот играч ќе си остане Џоковиќ, Да. што е више за мене досаден малце, пошто ја нели сум за Надал. Нели Џоковиќ ти е Да, како што беше Сити у премиер лига, да видите. Да, ама ја мислам дека треба више Алкарас и Синер да почнат да го газат и Абе, да си го фрли рекетот, абе, како што види, направија Надал и Федерер. он Само што се гледа дека е уште спремен за Да. такви утакмици. Да кажам Па ги за ти кажам, значи, еве он- за 3 сата, за 4 сата, како што сега беше 3 сата. он со Алкарас брат и прошлиот пат кога те поше на искуство. На Олимпијада, да. Да.
Но Им не, треба значи уште. Алкарас е страшно технички феноменален играч. Значи Им мислам треба. дека технички е најдобар моментално у светот. Тоа викам, им треба уште леп. Али Што се мислам вика дека таа старата. искуството на Џоковиќ со било кој друг моментален тенисер е овде на Џоковиќ, овде на другите. Видно. Значи, Годините си го прават своето. тоа е искуството што ти викам дека е во Он спортот. кога значи, почнал да игра, Алкарас и Синер имале уште по колку, по 10 10 години. години. Колку. Уште играле што се вика у градинка. Значи, пак, мислам дека уште доста време ќе владе. Сега ќе ти свртам за НБА, Ај, може. доста се депресираше со Юнајтед. Може. Малце те развесели со Џоковиќ. И Сега сега може. уште поише да те развеселам со НБА и со твоите зелените тие, со Со детелинката. детелинката. Да. Бостон Селтикс. Така. Ти си за Бостон Селтикс. Да. Да разјасниме. Си исто така и за Портланд, ама малце помалце ги. Види, Портланд ми се Сакаш. симпатична екипа. Мислам, од секогаш ми биле Портланд симпатична екипа. Портланд ти се како, ако Бостон изгубат, Портланд ако победат, овакво да ја залечат малце раната. Па, Или ако испаднат, да види, речеме, што Портланд тоа не ми верувам се да се екипа деси. што па да ти кажам од 2015 Еве, 16 зборевме за да. депресивните твоите за Манчестер Юнајтед, искочи тука реклама како да го побиеш стресот. Не ми помага мене тоа. Фан на Ќе ти Юнајтед. помогне сега малце да кажеш за Бостон, да пример лани освоја. Кога ќе го кажам ова лани освоја, се осеќам кога да пред 10 години освоиле, живи се. Па добро, НБА Толку сезоната да ти е брат долга, значи. Да, а почна новата у октомври, више пола помина. Пола помина. И еве ги втори се, први се, кој е? Втори се, Втори се, значи први се Кливленд тие. да. Има Кливленд. добар старт, ама се знаеше тоа дека нема да трае Види, долго. Бостон ајде да не Победија кажам Бостон. не играат со полн газ. Па не играат, што ќе играат се чека Они- плейоф, се знае тоа. Они лани некаде текне изгубија само 3 утакмици в плейоф. Што реално е 4-1 Да, една со беше у Мајами, финале. 4-1 со Мајами, 4-1 со Кливленд, 4-0 со Индијана и 4-1 со Далас. Јас сум за Далас. Значи Тоа да. го знаат они. Значи Ти го знаеш. да изгубиш само 3 утакмици у цел плейоф Знаеш што? не е мала работа. Сме гледале фудбал заедно, сме гледале ракоме заедно и сега тенис гледавме заедно. Па и претходно сме гледале. Имаме тенис гледа. Не сме гледале баскет заедно. Евролига сме гледале, ама што Евролига, тоа да. не е до толку. Види, европска кошарка, Треба- реално и И америчка НБА кошарка е е многу. вака што викаш Значи ти. небо и земја е разлика. Тоа. Така да Треба да седнеме некојаш НБА да гледаме заедно и тоа еве плейоф нека почне. нешто плейоф или требаше дури игра Бостон и Далас. Мада ја не ќе да ги гледам тие утакмици пошто знаев ќе видам. Пошто знаеш што се дешава, да. Знае дека ќе е потоп, плюс Дончич играше повреден. Плюс Далас има Далас. доста тешки утакмици. Да. Бостон изморија, се Бостон прошета, лагано, реално. да. Бостон се прошета лагано до титул. Ко што беше тогаш финалето Реал со Атлетико мислам беше, само не знам за која година сега да не ти Кој излажам. ми е свртеа? Реал се прошета до финале, Атлетико се изнамачи со Да. Бајерн, со Барса. Тоа е таа што ти ја зборам, значи треба да Исто имаш тој треке тука. уж дреп. Да. И Сега оваа година ајде да кажам горе доле таа екипата. Од исто лани. тоа од лани ќе биде можда back to back. Да. Мислам back to back само Golden State и Чикаго ли имаат направено? Или И уште Мајами некоја има. екипа? И Мајами има. Е па еве Бостон да се приклучи малце у така елитно друштво. Значи Мислиш екипата дека е... можат back to back? Па види, сериозни екипи има, не е да нема. Сега пак ќе ти го направам истиот моабет, зависи, значи Од крајното звездата. пласирање, да, зависи со кој ќе играат, како ќе играат, текно, значи не е само да играш. Значи не дај Боже нас еден играч клучен да ни се повреди, нас сезоната ни е завршена. Да, па исто. Значи ние За секоја екипа важи тоа. ние сме со не, види, Бостон ти е екипа кај што пред Да. се си игра одбрана. Да, значи, ама сега Од таман секогаш се Бостон уиграва. била таква. Да, ама сега таман се уигра
И Да. да се повреди некој Еве може с- многу лошо да направи. Да. Еве сега пример, нели, вчера играа со Golden State. 40 разлика. Што реално Golden State на гости ги добиваш 40 разлика, а губиш пример дома од Сакраменто 20 и дегнува. Значи тоа играат не знам. Оваа сезона ти викам не играат у пун газ, лани газеа. Лани имаа 21 победа ако не се лажам поред. 21 у лигата? Значи Регулар ти правам муабет регулар сезона, една по друга, да. 21 или 22, така нешто. Јас се надевав Кливленд да им го суши рекордот на Голден Стейт, ама ништо не гледа. Види Кливленд, А Бостон колку се моментално? Бостон е плюс 17, 30-13. Значи ништо. И Бостон удар рекордот. Значи... Неќам Голден Стейт да го држи рекордот, Брат, сакав Golden јас. State е екипа кај што ги собираш звездите Па како и освојуваш титула. Па, И еве, тегнува, како ПСЖ. ПСЖ, Сити... тие се тие, да. Па тоа ти го пишав и вчера, Да. дури ја гледаш. Значи, Ти ја гледаш, јас и лекав. пример, Бостон е клуб со традиција у НБА. И Да. најтрофеен клуб е у НБА. Али... Моментално, чуј, не е нерешено со Лейкерс. Не, лани освои една е плюс. Една е плюс? Да. Зашо 18 јамени, 17 има Лейкерс. Можно е, да. Да, бе, провери од Па не, беше знам нерешено, па Беше Лейкерс не- кога ја освоија, мислев дека Лейкерс направија Не, плюс. не. Или Тогаш беше за нерешен. ме мрзи да го проверувам, еве го лоптата пред мене, ама сам не ми се сега. Ќе ти верувам. Верувај, така е. Ќе Со ти сигурност верувам, ти па кажувам. после кога ќе ми текне ќе проверам, пошто. Со сигурност ти го кажам, значи. Сега нека си биде уклучено еве тенисот резултатите. Видиш, Иако ги знаеме више на добро. Кливленд ми е екипа што Ќе падне Кливленд, мислиш? Бостон. Значи- Прво да отидат и Кливленд да паднат. па не е многу Четврта. разлика, брат. Не е многу разлика. 5 утакмици се 5 порази. Али рачуне у НБА имаш екипи. Ама Уист не е толкова конкуренцијата. Па не е Уист, али Затоа се размислува да се стават сите екипи у не, вако тоа е глупост. и Тоа е првите глупост. 16 да идат. Тоа е натаму. глупост, брат. Значи ти рачуне колку има. Ќе треба да патуваат од едната страна па на тоа ти викам. Америка Тоа на е другата. тоа е без везе да го направат. мислиш? Тоа ќе биде секоја сезона исто буквално. Ќе Да биде- истите 16 Ќе биде плюс фармер минус. лига, па ќе биде фармер лига. Топ 5 кои ќе бидат? Лейкерс, Бостон. Лейкерс, Бостон, Оклахома, Денвер и Ама тоа Уствари Лейкерс не знам дали ќе бидат, брат. Лейкерс е катастрофа. 10 години избориш. Не, Леброн сега ќе се пензионира и не се знае Лейкерс. Лейкерс е моментално, не знам, кое место се, 10-то, 11? Седмо се, седмо. Или не, Далас е седмо уствари. Не бе, Лейкерс е 10-то, 11-то, Така кога се не нешто се се Лейкерс, 9-то, 10-то. Моментално да разбориме сега, они ќе го гледаат и пример ќе видат Лейкерс пример ако се качат Да, и се ќе спуштат, коментираат, и да, бе, ќе што видат, зборите што глупости. зборите, ало. Да, да. Значи вака, видео се снима на 21 јануари, а А вие ќе таму го гледате на 27-ми. види таму кога е датумот доле ти пишува, види си, ќе си видиш кога е објавено. Годинава, да ти кажам едно нешто, значи климата очекував се согласува се изгаси. под Феникс многу. Годинава? Очекував Зашо? од Феникс А чекај, многу. кој играчи уште е овој Крис Пол таму уште или не? Букер е таму, не, Пол не, Сега Пол е Дурант е у таму. Спурс. Пред некој ден гледав Кој? Мајами Спурс. Пол па, Крис Па, Пол Пол е у Спурс, Да. да. Со Со Вајмбењама. Вамбењама, да. Спурс кој е место себе? Ако знаеш, иако не да отвори. Спурс се отвори, не знам кој место се. Мада мислам дека се негде 13-14, ако не се лажам. Као што јас знам. Да бе, ова. Ако не се лажам дека се 13 или 14 Сан Ајде, Антонио. бе. Али Шо? провери си. Ама зашо е вака на резултати? Види, ме слушаат дека за 16 зборам и сите 16 ги ставаат у исто. И сега најди ги Спурс. Иди овде, стисни овде, да ти каже Чичо. Стисни. Викаш? Да. Каде? Овде на ова, левскор кај што ти беше. Не таму бре, овде. Усрж бе брат, Еве горе. бе брат, тука ќе најдеме. Нема да не, нема. Нема да Ајде, најде. усрши. Горе, Е,
Стисни. Еве, тап. И? Иди. Така. Стварно? Да, бе, ти дечка се разбираш и компјутери, да? Не. Товар си те бил. Не знам што е сега. А има и на интернет вака, не само на А кај ти е апликацијата. МБА, бе? Јас ми чорав и го проедов. Чекај, дај сега на чичко. Не да ти го МБА страна. Еве кошарка, еве ти МБА. Идеш МБА, сега ќе ми отвори, знаем каде. Добро, и имаш Таблици, таблица множење, и Не, ништо собирај. да е. И имаш, да, еве ги. И сега Спурсе 12. Бам. Спурсе дрво. Еве ги моите се 7, твоите се први, Втори се моите. Кај се? Многу далеко ти од. Добро, нема врска. Сакам да кажам така нешто ми текна за Спурс. Горе-доле треба да привршуваме уште малце, значи нема да има време да кажеш мислење околу религија, околу такви работи. Нареден пат. Ќе те прашам нареден пат, дури и ќе се спремам ја по така, пошто јас знам за религија, сум читал многу, Знам јас. ама треба пак да се потсетам што како ќе збориме и за нашата вера. Нормално. Ќе збориме за нашата вера највише ќе збориме, Нормално. ама ќе збориме и за спротивности, Да, пример да. католичка, муслиманство, ислам таму како беа поделени. Да. И тоа може да се прочепка, да те прашаме како за крај, пошто ќе си речат шо им е на овие седнале подкаст снимаат, а сега се брзаат, па дечки, Македонија мора да се гледа. Да, Значи сега реално гасиме камера и наша пуштаме доле на телевизор Македонија. Македонија, така да жал ми е што ќе биде волку краток подкастот. Нареден пут. Затоа стискајте да, лајкови. 2 сати да снимам. Да, 5 сати ќе снимаме сега ако немој сака. пет, Па многу 50 трошно за лајка, кафе види, ќе ги направам. 50 лајка, 5 сата, нулата ќе ја тргнеме 5 добра, сати. ајде. Може Значи така? 5 сати снимам. Може така договор? Може. Еве ти од мене рука имаш. Чи снимено е ова. Готово. Сакам ко за крај вака да те прашам, еве да кажеш кој ќе освои Премиер лига, кој ќе освои Лига шампиони, НБА кој ќе освои, да кажеш можеш ако сакаш за нешто друго, вака завршни зборови и ќе им кажеме чао на дечките. Значи, вака. НБА по мене, реално гледано, не дека сум фан на Бостон, али мислам дека Бостон оваа година ја брани титулата пошто сака нека. Back to back. Back to back. Значи, мислам дека оваа година уште нема екипа што мислам дека може да ги сопе. Има екипи да што се стварно добри, спремни физички, хемија има во екипа, ама мислам дека тоа што го има Бостон, значи тој X фактор што го нема Джру Холидей допред 2 сезони, мислам дека тој има факторот за титул. По мене. Ја мислам дека ќе изненади некој, нека нема да биде од тие некој фаворит, нема да биде никој. Барем тоа е моје мислење. Може да изненади на пример некој како Оклахома. Оклахома е страшна Да. екипа моментално. Мислев на Оклахома, Да, Оклахома не има знам шанс. кои други сега таму да кои се таму негде 6-7 пример сега и никој не би очекува. Пример Далас, Минесота имаат исто многу добра млада екипа, значи. Па да, ама е пример Далас кој очекува. Ја како навивач не очекувам дека може да освои. И види, Далас ја нема таа, да ти кажам, И ајде, фали уште ротација, некој играч. да. Уште некој играч им фали. Оној шести играч што е, Да, тоа. пример кај Бостон Холидей, Да. што беше, уствари, не е него. Холидей не е шести играч. Него сакам да кажам, кој имаш така малце поширок ростер на играчи, што можеш, пример, вака на завршено такмици да ги одмараш и све, значи имаш кој да ти ја заврши такмицата. Тоа е многу битно во кошарката. Пак ја кажам, не дека сум фан на Бостон. Ама мислам Реален Бостон- сум, значи реален Да. сум, мислам дека оваа година ќе одбрани титулата. Добро за ракомет светско кој ќе освои. Ти Е, си за Франција. Јас сум за Франција, да. Али реално мислам дека Данска. Данска 4ти пат поред. Па Франција има многу измени у екипа. Доста подмладена е Франција. Не бе, ако што гледав истиот состав. Не име баш истиот, има 3-4 Тие се играчи. дикаме. Значи Ремили го немаш. И тука е Ремили. Не, да, тука е, ама пак Ама Ќе не, кажам, не пример, тој еве, како пред не. една-две години. Им го нема како што знам Турна. И он е таму, ама не игра. Не бе, не е на тука клупа Турна. е, мислам. Клупа ќе Им го речем. нема оној Нагасан. Тој го нема. Тој го Им, нема. значи ти
доста подмладена екипа имаш. Кен А Карабатич. Данска се истиот состав. Данска се истиот, само Хансен што го нема. Да, истиот состав. Да. Многу луѓе кои правев муавет пред Види, Данска ти е подкастот. доста, извини што те прекинувам Не, сега. нема веќе. Значи Данска ти е моментално, значи не само физички, него и технички најспремна рефезон. Ама види, светско освојува, гази, европско никако. Европско не може, да. Европско Франција. Да. Тоа од сега ќе го кажам, значи европско зима Франција фиксно, За а следно? светско во Данска ќе го земе. По мене, значи моје некое Е, мислење. па, ајде да видиме. Сега ме праша премиер. Премиер и Лига шампиони и ќе им личи на луѓето дека Види. наеднаш го затвараме, ама дечки веќе колку 3:30 веќе почната е Македонија и Види, мора да брзаме. премиер лига. Ајде, не кем да го кажам ова. Али морам чим ме праша. Ливерпул или Мислам дека да. Мислам дека више сезоната тука чим на Арсенал гледаш како играат, значи без доста играчи си. Арсенал Мислам дека они ќе паднат после и Ливерпул тука ќе ја направи разликата, а Сити дека ќе се врати од волку многу разлика. Мислам дека Сити сега да почна да игра, Да, али ама мислам далеко дека е се више Сити. касно. Моментално се далеко, сега ќе видиме Е за сега тоа зависи од Ливерпул. да. На Ливерпул ако продолжи ова темпо, Ви- сигурно ќе освои титула. Значи сигурно. Ливерпул сега киксна со кој беше со Брент? Не, Не, со Нотингем. со Нотингем. Форест и претходно што киксна нерешено со кој беше заборев. Па да, 2-2 играа со. Ама само што им дадоа еве надеж на Арсенал. Арсенал влагаат со 3-4 Види. победи поред и киксаат со кој беше со Евертон. Да, види Арсенал е екипа кај што ајде да кажам не дека ја држи сака цела екипа. А Сам играат далеку одличен фудбал реално. играат фудбал. Ама ти да очекуваш дека еден играч ќе ти ја носи цела сезоната во премиер лига нема шанси да се деси па ни подраз. Па е у Значи, Ливерпул. ти ако не е можеш да Салах. играш, да, значи Не ти е ако само не Салах. можеш да играш, да продолжиш во тоа темпо без најдобриот играч, си не си конкурент за титула. Така. Поише конкурент е моментално Форест. Види Форест е И ај еве да кажеме Челси, ама више Челси готово. Види Па, Форест има страшна екипа. и добар тренер. Па види, Нуно не ми се свија како тренер. Мислам, Нуно си е одличен тренер за тренер, ти текнува. Да. Ама Нуно го виде у Тотенхем што се деси. Нуно у Тотенхем, значи, пропаст невидена. Значи, губиш по 2-3-0 од Барли, од Саутемптон, од такви екипи ти правам муавет. Ако има А ги најавачи- добиваш Сити два пати на гости у 2 сезони. Да. Ако има навивачи на Тотенхем, Ако има навивачи на Тотенхем, а нема навивачи на ја познавам еден у цела Македонија. не, јас знам 3-4. Ке им А- кажам да го гледаат. а- Tottenham relegation next season. Не, сите знаат колку хејт добива тој клуб. Со право. Никој не знае зошто. Највише хејт нормално од Арсенал фанови од И од Челси. Челси, да. Ама општо од фудбалски фанови добиваат Види, хејт. немам ништо И против. за фрканција дека не можат трофеи да освојат со години. Против Спурс, значи немам апсолутно ништо. Па не, никој нема. М, Тие што се зафркаваат поише е заради зафрканција, него Немам ли заради против хејт. Арсенал, значи Ливерпул немам против нив. Ако ми се ривали, значи дечките играат фудбал се, тоа што е ти текно. Сити исто, не смеам да ги критикувам, играат фудбал за Ти титула. моментално највише хејт даваш на твојот клуб. Ја моментално највише давам хейт на мојот клуб со право, затоа што тие играчи да земаат таа плата треба нешто да покажат. Ќе се оправдај. Ке се оправи. Следна сезон. Кога ќе се Ако прекрасат остаат уште. у премиер лига. Ако ги крсти уште еден поп со лева ръка. Не се десто со лева. Значи викаш Ливерпул шампион, а Па Лига види, шампион. не гледам друг. Нотингем не верувам дека ќе продолжи ова темпо. Мислам, Нотингем е стварно сега моментално и мислам дека реално и најдобра екипа у премиер лига. Да, ама кога ќе го Според задни гледаме, утакмици. кога ќе го гледаме Али- видеото, гледаш отвараш табела, И гледаш се Форест смее. 10. Да. Али, еве, пак ќе кажам, значи, не гледам некој што може да ги тргне Ливерпул, моментално. Според оваа форма на Ливерпул, според утакмиците што им доаѓаат на Арсенал и на Сити, со споредба со Ливерпул, брат, мислам дека тука ќе се направи таа разлика. Колку искрен навивач, ај за Юнайтед навива.
Значи за ова видео Треба 50 респект. лајка. Треба респект и реално за ваква искреност лайк. Значи, пример, јас да бев на негова позиција, Барса да тонеше толкова, Реал да си газеше, ќе викав кој сака некој освои само да не е Реал. И викаш Лига шампиони, Преска ми кажа... Види сега, Лига шампиони, пак идам контра на тебе, ќе кажам дека Реал ќе освои. Заради тоа што Пак со тој Реал. Ливерпул ќе му фали тоа искуство на Клоп што реално Арне го нема у Лига шампиони. Да, Арне Слот си играше со Фейенорд. Фейенорд не знам колку. Да, Фейенорд играали една Лига година шампиони. стигна, како што знам, со Арне до 8 на финале и тука испадна сега не знам од кој. Али ќе кажам, еве, значи по мене, значи си знаеш Реал, нивно бе. надпреварување. По мене Реал. 16-ти пат, ќе треба више телевизора да го исклучам Да, од кабловска. у превод. Ти, Да, ја, Али- сега другите не знам, ама јас. И да овакво. другиве клубови не знам. Фановиве на Реал си викаат. Види, Не знам што си викаат фановите на Реал. види. Досадно им е више да гледаат фудбал, искрено. Значи види, по мене Гледам, најголем фаворит е Реал. да. Не викам дека Ливерпул не може да се вмеша, може. А другите? Другите? Кои други бе брат? Бајерн, Сити, Добро. ПСЖ. Не бе, ПСЖ. Па еве, не знам, Интер. Не, Интер ја нема таа константност брат, Интер да. Кој беа таму? Болонја. Па нема врска, Штурм. ќе не- Штрум Грас. Штрум. 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 Не знам брат, кои се таму? Интер, Интер, Бајерн. Барса, Бајерн, Борусија. Борусија, тие што се топ 8. Реално тие се гледаат како конкуренти, пошто не се за џабе топ 8. Види, Сега пак нема ќе ти врска кажам, понатака, може да се деси што било. види, пак ќе ти кажам, едини клуб што мислам дека по квалитет може да му се супростави на Реал е Ливерпул. Али искуството што го нема Арне со Ливерпул и Лига шампиони, тоа многу може да ги кошта за разлика од искуството што го има Анцелоти со Реал у Лига шампиони. Само Ливерпул, Ливерпул. Реал нека пројдат прво. Пошто доле се Види, колку што Реал- знам 20 и кои се таму. Реал е таква екипа брат, Реал задње брат. коло ќе се врати, Од 10-0. 11-10 ќе заврши. они Ќе го става таму некој што никој не го Значи, знае, они- брат, од улица ќе го значи собере. они од какви утакмици си имаат враќено, Да. нека ти текне. Да, види. Ја колку и види Реал ми се ривали и све тоа супер окей, али Види, колку мене и да Ливерпул ми се колку и ривали. да не ги сакам, Реал си се у Лига шампиони, си се Реал, тоа. Тоа е ја што го зборам дека уствари Е сега може да изедам некој хејт од моите навивачи од Барселона, ама мора и они да си признаат дека Реал Лига шампиони си се Реал посебна лига се буквално. Као брат, Реал сами со себе виши Лига играат. шампиони е надпреварување на Реал. Па И тоа. мислам дека тука е приказната завршена дека у овој век моментално никој нема да ги стигне у Лига шампиони. По мене нема да ги стигне. Да. Реално еве и оваа сезона која ја земат, што реално не гледам екипа што може да игра, да ги испрли, еве да кажам. Нека се направи Суперлигата, нека се направи и нека играат Реал и тие што ќе Па освојат. не, Реал може лига вака да у го топ остават пет. директно, стај го Реал до финале, пошто секако до финале стига, па после што Па биде? кој ќе игра Па против кој ќе него? биде, да. Не ги троши. Да. Значи тоа ставаме на, мислам ти ставаш на Реал, јас ставам на На Аталанта. Интер. Не, ја ќе си ставам навивачки на Барса, па што биде, нека биде. Поштено, Барса Реал финале. поштено. Па ќе гледаме таму. Ќе гледаме заедно. Негде. Ќе гледаме. На Шарпланина. Нема врска, битно ќе се гледа. Ја мислам да го завршуваме, више почната е Македонија, ќе треба да шпринтаме сега, Да, малце да трчаме да стигнеме. да, Се поштено. надевам Македонија води, ако не води, лајкнете го видеото, а ако води, пак лајкнете го видеото. Ако изгуби лајкнете го пак, па наредна на тепа. Да, и лајкнете видеото за да се врати овој човек. Искрено би сакал да се врати.
И јас би сакал, али тоа зависи од 50 лајка, вака ми изгледа искрено, па не невозможно, ама 99% возможно. Тоест, обратно. Јас кога ќе те 1% тестирам, шанса. значи од мене кога ќе имаш реклама, значи имаш автоматски 10 минути 50 лајк. Еве ти рука ако сакаш и да се кладиме пред навивачите. Ајде. 10 минути. Навивачите. 10 минути. О, пред гледачите. 10 минути. Ајде, готово, Ајде. ајде да видиме. Искрено, Следноци сте. види, јас не викам не, дај Боже. Да. Нека стискаат лајкови. И ако тргне искрено, брат, секоја втора епизода ќе бидеш гостин. Ако треба ќе те ставиме дел од тимот. Па не, преселиме овде да стенам, па нема веза. Па што, види, собава како и да е, ми е веќе студио, еве ќе спиеш на каучов кај што снимаме и Да. тоа е тоа. Не е проблем, нема минат Дечки, фала што гледавте многу. Истискајте лајкови. Фала, еве, однапред ќе кажам фала за лајкот, фала за субскрајбот, иако не знам дали сте го направиле тоа. Ама како и секогаш, еве, Васил сигурно гледа таму, сигурно гледа и си вика што збори овој, види го како снима без мене. Ама еве, поздрав до Васил. Ќе се врати вајда следна епизода или таа после неа. Пошто снимаме у јануари, он е зафатен до крај на јануари, вајда ќе се врати следната или таа после. Ама да не зборам многу, као што кажав, еве, брзаме, треба и више по-кратко да ја завршам епизодава. Како и секогаш моите 3 магични збора: лайк, шер не е толку битно, ама еве и шер, а најбитното е црвеното subscribe копче, мора за наша мотивација да продолжиме да снимаме, иначе кај да е, ќе си речеме ова нема резултати и Нема пари од ова. и нема лепо од ова, шо е ова, срамота. Не, шала на страна, дечки, лајкнете го видео за 50 лајка, дај Боже, истом, дај Боже, до вас е, лајкајте, за да дојде овој човек, искрено сакам. Сабскрајбнете, ќе ме мотивирате и мене и Васил, ќе снимаме ако треба. Дури и мене ќе ме мотивира. Да. Сега за сега е еднаш неделно распоредот, ама ќе стане ако треба и 2 пати, 3 пати неделно видео, така да subscribe, лайк, шернете го на вашите пријатели, роднини, шо и да се. Следен пат доаѓа и он, и сам следен пат не знам кога ќе биде, ама знам дека ќе Дури има. не дојде 50 лајка, не доаѓа. Ама сигурен сум дека ќе има следен пат. Така Јас. да се гледаме, дечки, у следна епизода. Бидете ми поздравени, имајте убаво сабајле, вечер, кој да го Убав гледа. понеделнички не знам, ден. Понеделнички е. Ствари, они кога го гледаат, не знам кој ден. ќе Вторник биде. сме денес. Добро да е понеделнички. Ајде за нас За е нареден понеделник. понеделник. Да, ајде. Дечки, фала што гледавте и ние се одјавуваме и трчаме да фатиме барем второ полувреме. Поздрав. Чао.